Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог при слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Во редовниот термин на Радио Слободна Македонија повторно сте со концепт на денот, концепт Соина, концепт на неделата, концепт на државата. Драги мои, повторно сме заедно и многу сум радосна што денеска ќе имаме една многу интересна тема за дискусија, но за да можеме да слушнеме за што станува збор, останете со нас и по убавата музичка номера. Почитувани слушатели, вие сте на Концепт Соина, емисија која што се занимава со општествено-политичка проблематика, која е особено актуелна и значајна, значи се она што се однесува на најзначајните прашања кои што се поврзани со севкупното оживење на македонските граѓани. Концепт Соина го разработува со помош на моите соработници, моите почитувани гости, луѓето кои безрезервно даваат поддршка на концептите кои што се однесуваат и кои што имаат значење за развивање и одвивање на процесите на нашата сакана Република Македонија, нашата единствена татковина. Од таму денеска имам особено голема чест и задоволство што со нас во студиото е почитуваниот експерт за животна средина, експерт со многу референци во своето долгогодишно работно CV, една исклучителна личност која што се одликува со огромен патриотизам и голема хуманост. Оттаму дозволете да ви го представам доктор Миле Јакимовски, кој што вечерва со мене во студиото. Добро вечер, доктор Јакимовски, ви благодарам што одвоивте време денеска заедно со моите слушатели да ги споделиме вашите размислувања и видувања за проблематиката поврзана со животната средина и едноставно политиката на природата, поедноставно кажано. Добро вечер и на вас, на вашата екипа од студиото и на слушателите кои верувам дека овие попладневни часови ќе направиме да им биде интересна темата и да ги согледаме работите и во некој друг агол кој за волја на вистината во последно време не е многу експлоатиран во медиумите, туку само ја слушаме едната те иста страна која си ги има своите аргументи. Знаете што, доктор Јакимовски, евидентно е дека во македонската општествена јавност, како и во медиумите, како што вие кажавте, ве нема вас природњаците толку често како нас од другава страна од општествените науки. Цедам дека голема причина за тоа има и едноставно недоволна развиеност, недоволната развиеност на проблематиката и стручни луѓе кои што спротива би можеле да разговараат со луѓе компетентни како вас, луѓе од вашата бранша кои би можеле да ги постават вистинските прашања и да може да го извлечат вистинскиот одговор, но секако евидентно е дека македонските граѓани секој самостојно како и меѓусебно се повеќе се свесни за алармантноста и за голем број на прашања кои што се однесуваат на проблематиката, поврзана со екологија, заштита на животна средина, просторно планирање, уредување на природата и на сето она што не поврзува со неа. Оттаму можеби ова ќе биде еден добар почеток на една нова, да речеме, етапа во македонската плурална историја, која особено ќе се занимава и ќе води сметка на овој сегмент кој не е воопшто за подценување, исто како и она што е поврзано здравството. Екологијата е втора најжешка точка на глобално ниво, така да тоа не, како велат, со тоа нема играње, едноставно мора да се има вистинскиот правец. Сведоци сме на последните светски збеднувања, она што значеше оној самит во Париз пред неколку дена кога се потпишаат одредени договори кои по еден краток, да не кажам релативно краток, за државните истории за државите, меѓутоа после преговорот со Кјото 2012 година имавме една пауза каде што токму големите земји не сакаа да ги потпишуваат протоколите за соработка и гледате дека сега повторно се актуализира тоа и се потпишуваат одредени протоколи. Тоа што не нема нас во јавноста не е само заради тоа што темата е неинтересна.
Впрочем, заштита на животна средина не е само тема која е природњачка, условно земено, или тема на природните науки. Тоа е една мултидисциплинарна наука во која се вметнати сите чинители на општеството и сите бранши, сите струки, сите науки. Значи, почнувајќи од, на пример, вие сте професорка на правен факултет. Значи, сите овие работи треба да резултираат со одредени договори, меѓународни, одредени ограничувања, законски, одредени дозволени работи, што, нели, вас како правници ве вметнува во таа проблематика. Потоа ги вметнува луѓето од природните науки, ги вметнува луѓето од индустријата, од стопанството. Значи, имаме еден мултифункционален и пресек на работите, бидејќи екологијата или заштитата на животна средина не можеме да ја гледаме строго во еден правец. Тоа што не нема во медиумите, може би не нема заради тоа што не само нашите медиуми, туку воопшто и светските медиуми се присталици на некој сензационализам. Значи, некои работи се сензација, меѓутоа некои работи се работи кои мора да се движат по природниот ток на нештото, како впрочем и нели човештвото и ние како единки. Така да во тој правец нели има доста теми за дискусии, меѓутоа во исто време би сакал и тоа да го напоменам, имаме заради неинформираноста на јавноста, имаме цело време свесно, политички, пласирање на полувистини. Значи, вистината како вистина е лесно докажлива. Невистината исто така. Меѓутоа, полувистините се оние гапови каде што, нели, може да се протнати добронамерните, а уште повеќе злонамерните. Така да... Доктор Јакимовски, ние ќе имаме навистина плоден разговор денеска. Само во интерес на моите почитувани слушатели, верните слушатели на Радио Слободна Македонија, неубавото радио во боја, како и на Концепт со Ина, би сакала да споделам дел од вашите најважни референции од вашето работно CV. Вие сте дипломирале на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на Шумарскиот факултет, каде ги имате завршено и постдипломските студии, при што сте се стекнале со звањето магистар на биотехнички науки од областа на шумарството. Имате докторирано на Институтот по агроекономија на Факултетот за земјоделство и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Учесник сте на повеќе домашни и меѓународни проекти, како што се заштита на биодиверзитетот, заштита од дезертификација или заштита од опустинување. Така, заеднички проект со ФАО за биолошко сузбивање на штетници од областа на енергијата. Понатаму сте рецензирале повеќе од 150 планови за управување до областа на ловство и имате повеќе од 50 труда во областа на шумарството. Сте биле дел од тимовите кои учествувале во изработка на повеќе законски и подзаконски акти кои се донесени во рамките на секторите кои ги покриваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Министерството за животна средина и просторно планирање во изминатите неколку години. Понатаму сте биле член на голем број на координативни тела и активности, менаџерски и така натаму. Сте работеле во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, сте биле помошник министер, потоа директор од Државен инспекторат за шумарство и ловство, државен советник и државен секретар во истото министерство. Понатаму директор на управата за животна средина во Министерството за животна средина и просторно планирање. Сте биле преговарач и раководител на преговарачки тим на Министерството за издавање на интегрирани дозволи, национален координатор на стратегија за справување со медицински отпад, учесник во изработка на стратегија за справување со отпад и национален план за справување со отпад, извршен директор на проектот на UNDP за изготвување на планови за управување на заштитени подрачја од пониски категории и секако член на надзорен одбор на проект кој го води Европската Унија во еден период од 3 години, од 2011 до 2013 година, проект за институционално зајакнување од областа за управување со отпад. Има уште многу голем број на референции во вашето CV, да не ги оптеретуваме нашите слушатели. Секако станува збор за една исклучително подобна личност, како да кажам, како лаик кој што нели не сум дел од областа со која што вие се занимавате, и навистина импресивен континуитет во една област и една посебно специфична сфера на работење која
особено не засега сите нас. Оттаму, доктор Јакимовски, сметам дека денеска ќе имаме многу интересни видувања од вас и очекувам моите слушатели навистина по нашиот денешен разговор да можат полесно и појасно да ги согледаат одреден број на прашања и дилеми кои, како што напоменавте и вие, се појавуваат во јавноста како полувистини или невистини, едноставно да го расчистиме тој смок и да кренеме маглата да донесеме малку еден почист воздух и една појасна слика како стоат работите. Она што клучно сакам да дискутираме е секако актуелноста и еколошките дилеми околу изградбата на хидроелектраните Бошков мост и Луково поле. Овие два проекти, значи Бошков мост и Луково поле, деновиве се актуелна тема во јавноста и оттаму би сакала да ни објасните што значат овие два проекти за Република Македонија во електроенергетска и воопшто во економска и стопанска смисла. Па добро, еве вака за слушателите, бидејќи во последните неколку недели имаме разноразни информации, почнувајќи од информациите дека е суспендиран, дека е проектите Луково поле и Бошков мост дека се тргнати на страна и така натаму, па дури до одредени сензационалистички написи во одредени наши дневни медиуми дека е тоа победа на јавната свест, победа на екологијата и така натаму. При тоа, нели, се користејќи се одредени флускули и одредени шаблонски дефиниции, а не кажувајќи зошто е победата. Значи, јас отворено ќе ви кажам, јас сум па представник на мислењето од спротивната страна. Сега би сакал да напоменам некои параметри во електроенергетска и во стопанска смисла што значат тие две хидроелектрани за нас. Ако можеме да ги посматраме како поединечни хидроелектрани, бидејќи за првата, за Луково поле, се работи за систем на електрани која оваа четврта поред влегува во тој систем. Впрочем, како што е за слушателите, можеби ќе биде појасно како што е системот Козјак, Света Петка, Матка. Значи, едната иста вода во три акумулации. Така да хидроелектраната или хидроакумулацијата Луково поле е предвидена на неја да се изгради хидроелектраната Црк Камен, која ќе биде продолжеток, тоест прва хидроелектрана. Под хидроелектраната Луково поле доаѓа хидроелектраната Врбен, па водата оди во Мавровското езеро, од Мавровското езеро по систем на цевки оди во хидроелектраната Вруток и завршува во хидроелектраната Равен. Што значи дека едната иста вода ние ја економично ја трошиме и 4 пати ја искористуваме, бидејќи е голема надморската висина. Инаку првата хидроелектрана за која се збори Црк Камен би била некаде, ако не се лажам, на околу 1490-1500 метри надморска височина. Што значи по слободен пат, по гравитацијски пат се продолжува понатаму. Хидроелектраната има карактеристики на производство од околу 159 гигават часови на годишно ниво. Не би сакал да ги замерам на слушателите со колку има инсталирана моќност и така натаму. Јас го имав тоа како една тема која беше на една конференција во Охрид, која и гласеше придобивките, инженерските придобивки на хидроакумулациите Луково поле и Бошков мост, така да тие параметри ми се доста познати. Се работи за 159 гигават часови производство годишно на електрична енергија. Бидејќи овие денови е актуелно, нели и другото загадување, огревното дрво и така натаму. Значи, би сакал да го претворам тоа во метри кубни дрвна маса. Тогаш нашите слушатели секако ќе бидат, нели, по заинтригирани на некој начин. И тоа, ако земеме дека 1 киловат час топлотна енергија, 1 киловат час топлинска енергија, што не е баш така. Треба повеќе топлинска енергија за струја. Значи, уште параметрите би одели уште погоре. Меѓутоа да одиме со 1:1. Тоа значи веднаш замена на 159.000 метри кубни дрвна маса. Збориме за дрвна маса која е релативно и добра за согорување во однос на јагленот, во однос на другите фосилни горива кои нафтата или не знам што, значи има помало загадување од дрвото, меѓутоа тоа е исто голема количина. Голема количина е заради тоа што ако ги земеме параметрите да ги префрлиме, во Македонија годишно се сечат просечно 500 до 600.000 метри кубни.
а ние имаме 159.000 само заштеда, кога би ја, нели, тоа се вика субституција, кога би ја замениле оваа електроенергија во дрвна маса, нели. Плюс имаме околу 117.000 или 117,6 мегават часови производство на Бошков мост, што значи дека ние малтене менјаме половина од огромното дрво што би се потрошило да се произведе таа струја, нели. Ако одиме во друг правец, ако одиме дека таа струја да искористиме сега во овие модерни времиња на електроенергетска ефикасност, секој од нас има климатизери кои можат да греат и да ладат. Так. Значи 1 киловат час, сега не е тоа, немојте да ги земате бројките здраво за готово, меѓутоа како компаративни параметри, бидејќи тоа секогаш зависи од некои и други параметри. Меѓутоа, еве да земеме проста математика, што се вели, 1 киловат час сега веќе имаме климатизери кои производувачите и декларациите кажуваат дека со 1 киловат час електрична енергија можеме да загрееме и да произведеме топлина дури од 4 киловати топлинска енергија. Па кога ќе ги земеме сите тие бројки, ќе видиме дека така наречените борци за заштита на животната средина, кои се залагаат за да не се сечат шумите, да не се користат фосилните горива, впрочем и карбон диоксидот или јаглерод диоксидот е најголема закана, тоа беше и во воведот го кажавме оној дел што лидерите на сите земји се договараат да, а додека оваа водна енергија има 0% емисија на CO2 во воздух. Значи ние како заштитари на животна средина, ние мора да мислиме глобално, меѓутоа треба да делуваме локално. Ајде да ги земеме и другите параметри. Конјунктурата на производството на електрична енергија во Република Македонија. 87%, за жал, еве можете да отворите на веб-сајтовите кои ја пратат таа проблематика, се користат електрична енергија се произведува од фосилни горива, да не кажеме од рекбитола и осломи. Додека 17% од водните потенцијали. Доктор Екимовски, ние тука ќе направиме на кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, мислам дека доволно ви е јасно дека денес имаме навистина интересен соговорник. Останете со нас, се враќаме веднаш назад. Вие сте повторно назад на Концепт Соина. Денеска разговарам со почитуваниот доктор Миле Екимовски на една многу интересна тема, поврзана со проектите Бошков мост и Луково поле. Доктор Екимовски, вие ни дадовте едно воведно објаснување за значењето на хидроелектраните, но некако моравме да направиме на кратка пауза за реклами, би сакала сега да ве замолам да продолжите. Епа, нели, го рековме тоа на почетокот, субституцијата, замената, нели. Не би сакал да преудицирам, меѓутоа, ако знаеме дека еден блок на термоелектраната Рек Битола има некаде околу 280 мегават часови и за хранење на еден од тие блокови е потребно околу 20 милиони тони јаглен, што во бројки и во емисија на CO2 и сулфурни и разни сулфурни оксиди е огромна бројка, и дека конјунктурата е 87:12 во корист на термоелектраните, и ако го земеме в предвид искористеността на водниот потенцијал во Република Македонија, кој нели целокупниот воден потенцијал претворен во електрична енергија, за жал Република Македонија е во процент 27% од вкупните водни потенцијали ги искористуваме ние. Во делот на чистотата на произведената енергија веќе го разговаравме, не би сакал да се повторуваме. Меѓутоа, ако ги собереме овие две годишни производства, значи 159 гигават часови и 117,6 гигават часови кои се проектирани дека ќе бидат годишно производство, а ако до сега имаме отприлике околу 9106 или мегават часови, уствари гигават часови, се извинувам, нели бројките се малце така покомплицирани, ќе видиме дека овие две акумулации фактички го прават некаде околу 20 до 25%, кога би се изградиле, би имале зголемување на онаа чиста енергија, што чиста производство на енергија. Така да, покрај тоа, веќе разработен е системот со тргување со карбон кредити. Тоа не би сакал да ги замарам слушателите, меѓутоа, нели, ако некоја земја произведува помалце CO2,
тогаш има одредени бенефиции, значи тоа е стимулативна мерка, со тоа што ние фактички трансформирајќи го некако производството од фосилни горива во обновливи извори на енергија, што значи помеѓу другото тоа е водата, воздухот, тоест ветерот и водата, тогаш ќе имаме значи повеќекратни бенефити. При тоа се појавуваат одредени тенденции во јавноста зошто нели хидроелектрани во заштитено подрачје, а зошто не ветерна енергија или производство од овие така наречени фотоволтаици или користење на сончевата енергија. Така. Прашањето е можеби издржано, меѓутоа одговорот е уште поедноставен. Претворете го сето тоа во киловат час. За жал Република Македонија се уште не може да си го дозволи тој луксус за да внесува толку многу скапа технологија за производство. При тоа, земете го во предвид и периодот на враќање. Значи, проектирани овие две хидроцентрали имаат различни економски параметри, нели, со одредени камати, без камати, со дисконти, без дисконти и така натаму, меѓутоа во просек се исплатливи за 15 години. Значи, и годишно производство и годишно бенефит во пари, кроз бројки се 10 милиона евра годишно имаме од овие две хидроелектрани. Значи Бошков мост и Луково поле. Со тоа што нели викаме дека комплетната инвестиција ќе не се исплати 12 до 15 години, сите тие параметри даваат многу компаративни предности зошто сме се одлучиле на тој начин. Меѓутоа, во друга, нели, имаме и други видувања, била во област на национален парк. Што е најинтересно, овај куриозитет, Луково поле, за добропатените знаат кај се наоѓа, тоа се наоѓа некаде на тромеѓата помеѓу Албанија, Косово и Република Македонија. Во еден договор за демаркација на границата према Косово, која некаде се случуваше, ми се чини 2004-2005 правевме демаркацијата или 2003, не е небитно. Меѓутоа, како репер година можеме да кажеме, тука имавме една толеранција, значи котата ја подигнавме за 100 или за повеќе метри во косовскиот дел заради просторниот план и заради тоа што Луково поле требаше да се изгради во тој дел. И сега имаме нели гласноговорници кои викаат во национален парк. Да, дел е во национален парк, меѓутоа другиот дел не било ни македонска територија. Тоа било водното огледало се простира во територијата на веќе дели Република Косово или како веќе ја нарекуваме. Така да и тоа е една од полувистините. Другата полувистина за Луково поле е полувистината што викаме се наоѓа ќе има сеча на шуми и така натаму. Луково поле се наоѓа на или Цркаме, хидроелектраната се наоѓа на 459 метри надморска височина. Тоа е над горната вегетацијска граница. Таму има само пасишта и одредени речни сливови на одредени притоки на река Радик. Дали ќе се изгради Цркамен или нема да се изгради Цркамен? Тие води, или така наречени шарски води, и сега влегуваат во сливот на Мавровско езеро и продолжуваат во Вардар. Со тоа што ова хидроелектрана треба се направи заради тоа да приливите, пролетните приливи при топењето на снег бидат акумулирани горе, затоа што сега во тие пролетни денови ние преку хидроелектраната Врбен не ја користиме целокупниот воден потенцијал, туку имаме преливи на системот. Значи тоа е еден резервоар кој ќе користи во летните месеци да имаме поконстантен доток, со тоа што ќе има генерално придобивка и Мавровското езеро. Сте биле на Маврово, знаете дека Мавровското езеро е познато по големи осцилации, големи амплитуди водостојни. Сите тие амплитуди прават штета на животинскиот свет. Знаете, не е исто да имате стално некоја амплитуда. Со овај хидроенергетски потенцијал, што ќе го зафатиме со тие води, ние доаѓаме да варира од 2 до 6 метра само Мавровското езеро, а сега варира неколку десетици метри. Ќе имаме константно подобра работа на Врбен, а да не збориме, тоа се околу 63 милиона
метри кубни годишно, да не збориме како ќе биде поповолна ситуацијата на водостојот на реката Вардар, бидејќи целиот тој воден потенцијал се изфрло Вардар, а Вардар, како што знаете, е крвоток на цела Македонија. Така да, тоа се бенефитите. Еве, ако има некој од така наречените невладини организации, нека ги демантира овие податоци. Ќе дискутираме малку повеќе за тоа, доктор Јакимовски. Мислам дека овдека е време да направиме уште една кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, се враќаме веднаш назад. Еве неповторно назад, почитувани мои. Дискутираме денеска, значи, за два многу значајни проекти, како што е Бошков мост и Луково поле, со почитуваниот доктор Миле Јакимовски, експерт од областа за животна средина, човек кој што со години има големо искуство и во развојните, во јавните политики, како и експертски и академски, значи, опус со кој, значи, ги докажува и ги потврдува своите аргументирани знаења од оваа проблематика. Доктор Јакимовски ни дадовте еден пресек на тоа колкаво е значењето на овие два хидроенергетски проекти. Сега би сакала да ни објасните нешто повеќе околу прашањата поврзано со екокоридорите, како и прашањата кои што се однесуваат на живеалиштето на Балканскиот рис. Тука пред се мислам на тоа дали тоа е животно кое се лоцира за одредена територија или пак едно миграторно животно кое што може да се појави на повеќе нели различни територии. Па видите вака, што се однесува до екокоридорите. Тоа мора да кажеме дека екокоридорите не се локални наши коридори кои ние сме ги воспоставиле, туку тоа се интернационални коридори, бидејќи животните како такви не знаат за политички граници, туку се движат по една одредена траекторија и мигрираат од држава, од предел во предел. Што значи дека има обиди за воспоставување на одредени екокоридори, значи одредени агенди и така натаму. Не би сакал сега да ги именувам, нели? Меѓутоа главната поента е да овие ненаселени и заштитени подрачја се поврзат во еден реален континуитет таму горе од швајцарските Алпи, можеби па се до Пелопонес. Значи тоа е една идеја која е многу тешка за реализација, бидејќи, знаете, секоја држава има своја локална политика, има своја национална политика во која, нели, интересите се испреплетени. И сега, ако сме борци за животна средина и заштита на животна средина, ние многу лесно би можеле да го решиме проблемот, бидејќи еден единствен загадувач на светот е човекот. Значи, да ги укинеме сите стопански, економски и било какви активности, ние нема да имаме никакво загадување. Меѓутоа, знаеме сите дека тоа не е можно. Така да ние се претвараме во делот на дека животната средина е компромис помеѓу човекот и другите организми. Со тоа што, нели, ние би требало да бидеме похумани, јас се залагам за тоа, да се воспостават одредени работи. Меѓутоа, не можеме ние да преципираме и да гледаме дека ние сме центарот на светот. Македонија како држава е распространета само на 24.000 километри квадратни. Значи, збориме за цела Македонија. Што во однос на другите европски држави па и светски држави сме капка у море. И сега секогаш имаме, можеби тоа синдроми на малите, да секогаш имаме синдром дека сме поголеми католици од папата, па сега ние мора да ги решаваме целокупните светски проблеми, иако како загадувач сме можеби на долната граница на загадувачи, во долната слободно ќе кажам во табелата, во дното на табелата. Така да, ние можеме да се залагаме и цела Македонија да направиме како екокоридор. Меѓутоа, имајќи предвид миграцијата, што правиме со Република Албанија? Прекуграничните влијанија на Република Македонија се многу мали врз политиките на другите. Што правиме со Косово? Во втора рамка, што правиме со, бидејќи така иде тој коридор Динароиди и Проклетие, Шарпланина, нели, Галичица, ствари Бистра, Кораб се многу битни за да се сврзат доле со Баба, Галичица, па да се излезе преку Кајмакчалан, да се излезе во грчка територија и така натаму. Значи тоа е некој европски коридор за движење на животните кои сакаат да го успостават, меѓутоа ние немаме влијание врз другите. Еве да го земеме сега Балканскиот рис, кој е еден од главните аргументи зошто да не се градат овие хидроелектрани. Имате предвид дека ја го проучува Балканскиот рис и веројатно експертите ќе се сложат дека Балканскиот рис може дневно да помине траекторија од 20 до 25 километри,
Значи не дневно, туку ноќно, пошто е ноќно животно. И за 24 часа отприлике може да циркулира на околу 60 км квадратни. Плашливо животно, животно кое за жал е многу, се претпоставува дека има околу 30-35 единки на територија на Балкан. Во Македонија е успеано да се фотографира едно од 2010 година една единка на рис, што не значи дека го нема. Меѓутоа, историски гледано, податоците водат дека од 1917 па нааму се забележени единките, пред тоа не биле. Сега рисот и националните паркови, заштитените подрачја. Имаме велелепен автопат, направен. Загреб, Карловац, Загреб, Сплит, Загреб, Карловац, Риека, Загреб, Сплит. Целиот автопат поминува во територијата на Горски Котар, каде што е едно од живеалиштата на рисот. Што значи тоа дека државата Хрватска не требаше да го прави автопатот, што има бенефиции по 20 до 30 милиарди евра годишно туризам, да не беше направен тој автопат, државата Хрватска ќе не ги немаше тие бенефити. Така. Понатаму, живеалиштето на Балканскиот рис се спомнува дека е и во Ѓердап, што е добар, еклатантен пример за тоа акумулација, што се главните аргументи против акумулација, национален парк и живеалиштето на рис. Знаеме што е хидроелектраната Ѓердап и националниот парк Ѓердап. И покрај огромна хидроелектрана на Дунав, рисот и сега екзистира таму, забележени се единки. Да не збориме за патот од Призрен према Кукстропоја што се сврза. Тоа е оној ланец на проклетие каде што е најзастапени се единките. Што требаше да направат властите на Косово и на Албанија? Да не го прават автопатот? Иако во изградбата на автопатиштата е многу поголем ризикот за бучава, за сите други негативни влијанија, отколку за браната. Во браната имаме само периодот на градење и после периодот на градење, бидејќи се работи за затворени цевоводи, после периодот на градење ситуацијата се смирува уште повеќе, што овие хидроелектрани се предвидени да работат највеќе 4 до 5 часа дневно. Значи, во оние делови каде што имаме недостаток на електрична енергија, тогаш да се пуштаат во погон. При изградбата нема да се работи ноќ. Рисот е ноќно животно, така да нема вознемирување. Плюс тоа, рисот како таков, он ги зафаќа во периоди пространствата каде што се шуми, бидејќи му е многу побезбедно за лов и наоѓа одредена предност во однос на жртвите, нели, бидејќи рисот е од родот мачки. И сега збориме за Луково поле, ќе му го загрозиме живеалиштето на рисот, а Луково поле нема ни едно дрвце, туку се високопланински пасишта. Мислам, тие работи се опфатени во студијата, меѓутоа крајната рамка, ја сега не зборам злонамерно против оние што сакаат да го заштитат, фактички и ние сме емотивно врзани сите позади рисот, меѓутоа дали тој некои нашите емоции ги користи добро намерно или злонамерно, бидејќи на денарот наш на аверсот позади е рисот, колку што се сеќавам. А тоа е еден денар е единица, нели, основната единица, како на $1 или како на не знам што, нели? Така. Меѓутоа, треба да ги согледаме работите однакви какви што се, а не однакви какви што сакаме да бидат и да ги користиме во позитивна проблематика. Што тоа ќе значи и кај нас обратно, еве пак да се вратиме на почетниот дел. Значи, стопирање на околу 100 милиони евра инвестиција. И моментално стопирање. Значи, тие триумфалистички писанија од одредени невладини организации кои како име на невладина организација си го ставаат бројот на станот, има и такви, да не ги именувам. Ќе продискутираме малку подоцна за тоа. Меѓутоа, значи, добро е тоа нивно залагање. Меѓутоа, во исто време, треба да ги уважат и овие аргументи, бидејќи деструктивноста, значи 100 милиона инвестиција, вработување на 200 до 400 луѓе во период на изградба, плюс вработување на луѓе во делот на експлоатацијата. Понатаму, годишниот бенефит од овие две електроенергетски постројки ќе бидат некаде околу 10 до 20 милиона евра. После 10 до 15 години ние ќе ги имаме како бенефит со сите исплатени трошоци, кредити и така натаму. Поволните кредити кои се земаат со 1 до 2% камата, каде што не можеме да ги земеме за било која друга инвестиција. Тргувањето со така наречените карбон кредити и така натаму.
Значи тоа мора да го ставиме на една страна, мора да ги ставиме на друга страна и тие и ги уважуваме тие работи. Како го решија Хрвати, паралелно со тоа. Го направи автопат, им оставија коридори, изградени специјално за миграција на дивите животни преку автопат. Значи автопатот е густ сообраќај. Хидроелектраната има влијание, меѓутоа има и позитивни, има и негативни влијани. За позитивните ќе поразговараме подоцна, меѓутоа генерално мислам дека отприлике ја доловивме сликата за инвестицијата за овие два Навистина објекта. станува збор за монументални проекти кои што се тоа повеќе наменско значење од она што вие ни го кажавте. Доктор Екимовски, дали Македонија има заокружена законска регулатива во областа на заштита на природата и во која категорија на заштитени подрачја се наоѓаат националните паркови, како и активностите кои што се дозволени да се вршат во истите? Па тука е она што го спомнавме претходно, оние полувистини. Така. Значи, релативно е ова нова проблематика. Република Македонија се занимава и како изразит борец за заштита на животната средина, не само декларативно, туку и го преточи на дела со формирање на Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање, кое за жал е најмладо министерство, 99 година е формирано, меѓутоа тоа е заложба за понатамошен развој и грижа за животната средина. Од тој корпус на закони, збориме сега чисто природни, индустријското загадување не би сакале сега во моментот да го елаборираме, бидејќи се работи одека за работа од или проблематика од природата. Имаме закон за заштита на природа, имаме одредени правилници и акти, меѓутоа имаме доста работи незавршени, бидејќи тие работи се и многу скапи, а и многу се комплексни. Например, оние црвени листи, црвени книги на загрозени видови, сето тоа ние како преку студии го немаме уште додефинирано. Меѓутоа, мора да го посматраме тоа како процес. Значи, ние не можеме, немаме волшебно стапче да за еден ден завршиме све. Затоа што одредени посматрања, одредени мониторинзи траат со години назад, треба да се и да се ангажираат одредени стручњаци, експерти, сето тоа чини. За жал, кога Македонија би било многу побогата држава, секако би имало и многу повеќе средства и за таа проблематика. Значи, тоа не сме само ние така соочени со тој поглед и преглед. Да не зборам за соседните земји. Значи, соседните земји, добар дел од соседните земји се позади нас во некои делови. Меѓутоа се работи не е комплетно заокружена, меѓутоа постулатите. Значи, новите класификации за за заштитените подрачја, препрогласувањето на националните паркови на другите заштитени подрачја, формирање на установи, веќе добар дел од тоа завршено. Инаку ние прифативме IUCN класификацијата, значи тоа е сосем друга класификација во однос на она што сме навикнале ние во бившата СФРJ, каде што националниот парк беше највисок степен на заштита. Сега националниот парк е втора категорија на степен на заштита, најголема степен на заштита е резерватите, природните резервати. Што значи тоа? Дека националниот парк не можеме да го гледаме како логор заокружен со жица и дека никој не смее ништо да направи во него. Во самиот национален парк има неколку зони. Тоа зонирање се прави во зонирање на строга заштита, каде што нема никакви действија, зона на активно управување. Тоа се овие зони каде што ќе се подобри и рекреативната функција и функцијата на отварање на планината, бидејќи самата убавина сама поради себе не значи ништо. Таа убавина треба да биде во функција на човекот. Да нашите генерации видат што е чист предел, чист воздух, да видат одредени растителни и животински видови, а фала Богу нашиот биодиверзитет е толку развиен што 93% од целокупниот европски биодиверзитет го има во Република Македонија. Додека Европа го има само 10% од биодиверзитетот, она што го има Македонија го има во Европа. Ние некогаш се на шала викаме дека ние имаме повеќе биодиверзитет во салата кога ќе нарачуваме туку што има половина Европа. И тоа е придобивка која ние треба да ја користиме, меѓутоа во исто време треба да ја отвориме. Треба да знаат и нашите деца и нашите поколенија дека ние ги имаме овие природни убави. Сами по себе заградени за 6 шумочувара или за еден управител на национален парк нема никакво значење. Така да во тој дел ние мора да се отвориме и да го смениме пристапот. Така, доктор Екимовски, јас овдека ќе ви се заблагодарам, почитувани, ве поканувам на уште една кратка пауза за реклами и се гледаме повторно назад. Почитувани слушатели, еве не повторно назад во студиото. Разговарам денеска со почитуваниот доктор Миле Екимовски. Навистина
доктор Екимовски, ни дадовте еден многу по-пристапен преглед на значењето на проектите како што се Бошков мост и Луково поле. Се разбира дека има и многу други прашања кои што произлегуваат од оваа проблематика, не е едноставно сето тоа за кратко време да се елаборира, но секако се надевам дека ќе ви имаме во предвид и дека вие ќе имате време и понатаму да дојдете и да продискутираме за овие важни теми, за овие битни проекти кои владата на Република Македонија ги спроведува со голем ентузијазам и со едно добро визионерство кое не завршува после еден владин мандат, туку треба да остане и на идните поколенија, што е особено значајно и прави разлика помеѓу многуте разлики кои што може да ги направиме до сега овие 25 години плурална Македонија. Доктор Јакимовски, јас би сакала малку да отидеме на мојот терен, малку на во општествениот ринг да влеземе и од тука неминовно ми доаѓа да ви го поставам следното прашање. Еден, така да речем, интересен блок на невладини организации силно застана против реализацијата на овие стратешки проекти. Значи стратешки проекти, значи рековме Бошков мост, Луково поле, како и неколку други енергетски зафати и проекти од областта на животната средина и просторно планирање. Едноставно тие застана и рекоа дека тоа е нели прекршување на правото на природата, дека е узурпација на животниот простор и со еден куп други аргументи силно ги нападна се извинам реализацијата на овие зафати. Но мене од друга страна, како аналитичар и како политолог, не може да ми избега и фактот дека најголем дел од истите беа до пред 3 месеци во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз и со опозицијата, значи силно и цврсто стоеа во коалиција за рушење на актуелната владеачка гарнитура, а од пред 3 месеци формално се раздружија, но и понатаму гледаме дека чекорат по патот на едноставно на дерогирање или попречување на системските проекти кои се предвидени од страна на оваа владеачка гарнитура. Оттаму на тоа се надоврза и уште нешто од интернационален аспект, значи во дневните весници простори и веста дека еден премиер на една соседна држава јавно ги поддржува NGO-та во Македонија во борбата против изградбата посебно на електраните Бошков мост и Луково поле. Кои се вашите размислувања во врска со ова? Па, кога ќе видиме фактичката состојба, се наметнува една интересна конклузија или заклучок. Значи, кога се активни невладините организации? Кога имаме стратешки проекти, кога треба да изградиме нешто. И дали истите невладини организации не може да се стават не можам да ги оптужам, не може да се стават на такво исто ниво во времето кога владееше СДСМ, бидејќи тие за волја на вистината ништо не изградија, па не може нели невладините да зборат против нив. Меѓутоа, идејните проекти на Луково поле се некаде, значи главниот идеен проект е направен 82-84, значи уште во времето на бивша СФР. Значи таму се проектирани и оние фамозни 8 метра кубни во секунда, што треба ние од вкупно искористените 6 да искористиме уште 2 метри во секунда од корабските води и сето тоа да се направи со префрлање на водите од Јадранскиот слив, бидејќи порадика оди во Албанија и во Јадранско море, а вака со овој систем ние ги префрламе во Вардарски слив и завршуваат во Егејското море. И тука е главниот проблем. 1948 година, во време на бивша СФР или ФНР, не знам веќе како се викала, со Република Албанија има меѓународен ратификуван договор со Република Албанија за отстапување од водите на реката Радика од 8 метри кубни и благодарејќи на тоа, значи тоа се Шарски и Корабски слив, ние до некаде ги искористивме од Шарскиот слив и тука е направен Маврово и сите овие 3 електради што збориме. Меѓутоа, сега некој намерно не сака да го меѓународниот ратификуван договор да го испочитува. Тоа е, значи, како ние имаме договор со Грција дека треба толку и толку кубни метра на границата да испорачуваме и ние да кажеме не, Вардар ќе го акумулираме и веќе државните договори не важат. Ако би сакали ние тоа да го направиме, нели природно, по природата на нештата, ние сигурно ќе најдеме, ако сме богата земја, ќе најдеме невладини организации во Грција за да ги спречуваат нивните проекти.
Мене ова работа ми мириса на тоа дека одредена друга странска земја, заради тоа што не сака да го испочитува ратификуваниот договор во 1948 година. Еве ние не сакаме да го испочитуваме, не сме биле земја учесничка, не ни одговара Букурешкиот мир или Букурешкиот договор. Ама ние не можеме да го сторнираме. Значи, утре би се рекло, не, Република Албанија нема проблем, има проблем бидејќи вашите невладини организации не сакаат, нели, да се гради. Тоа е еден дел од приказката. Вториот дел од приказката е следниот. Истите тие невладини организации, по моје длабоко убедување, нема да направат ништо, бидејќи Европската банка за обнова и развој него тргна како нели проект кој нема да се спроведу, туку правиме дополнителни мониторизи, дополнителни студии. Тоа е индиректна штета. Зошто? Затоа што самото тоа го поскапува проектот. По моје длабоко убедување, на крајот ќе видите дека проектот ќе биде природно или заштитарски одржлив. Меѓутоа сите овие работи се делот на политиката. И што е најбитно? Каде се удира? Вашиот претходен соговорник поминатата недела даде изјава дека нели спречен е државен удар, меѓутоа тоа беше само резултанта на некои работи. Гледаме дека стратегиски на секој народ, нели, тие што не му мислат добро, му ги скратуваат одредените ресурси, енергијата и така натаму. Што е борбата на 21. век? Борбата е за енергија и за вода. Тука имаме две во едно. И акумулација која за најде Боже може да ни послужи и за вода за пиње, бидејќи прва категорија, а истовремено и електроенергетскиот систем да биде појак, заради тоа што ние, само за информација, имаме околу 20 до 30% увезуваме електрична енергија. И не можеме да се представуваме како богати луѓе кои не ни значат, нели, овие проекти. Така да целиот тој концепт на некој начин е директна или индиректна борба против Македонија. И сега нека се замислат тие невладини организации дали за грст долари за одредено финансирање треба да нарушуваме стратешки проекти кои Македонија на подолг период ќе ја направат енергетски постабилна и понезависна. И не само енергетски, него во комплетно од целиот систем. Доктор Екимовски, вие сте од областта на природните науки, но сте биле и во својот живот до сега, нели, во својот работен век активен и во општествената сфера, се занимавате со политика. Ме интересира вашето искрено мислење, кој е вашиот став во однос на однесувањето на опозицијата? И што би препорачале вие во врска со целава оваа папазјанија во кој што се наоѓаме? Па видите вака, значи опозицијата се владее со едно мото и еден постулат. Постулатот е што полошо, тоа подобро. Значи што полошо за нас, за граѓаните, кога зборам нас, збориме на граѓаните на Република Македонија, тоа подобро за нив, бидејќи ќе кажат, па добро, не е добро, дај, овие не ги знаеме, меѓутоа, па ваljda овој пат ќе бидат малку подобри. Значи, целата таа колективна хистерија која се спроведува на пласирање на полувистини во сите сегменти, значи не можеме ние да збориме само во животната средина. Ние збориме и во политиката, и во економијата, и во општествениот живот. Значи, црното сакаме да го направиме бело, белото да го направиме црно. Во суштината сакаме да направиме све сиво, па да бидеме сите сиви, па рамноправни. Мислам, од прилика така кажано посликовито. Посликовито во црно-бела техника, нели? Меѓутоа, за жал, значи веќе ние не сме млада демократија, каде што можеше со 2 столба покрај Велешко езеро да не убедуваат 8 години дека тогаш еден ден ќе никне автопат. Сега вистински никнуваат автопати. Сега вистински се прават одредени проекти. Сега вистински имаме странски инвестиции. Имаме вистински померување на вредностите. Без разлика, Македонија била и ќе биде во тешка ситуација економска, бидејќи тоа ни го кажува и местоположбата и ресурсите и едно и друго. Мислам дека сме ние во катастрофална ситуација, меѓутоа имаме одредени потешкоти како и секоја држава. Таа па најмалку зависи од нас. Зависи од долгогодишната рецесија која се случува во Европа и претходно во Америка. Меѓутоа и покрај сите тие работи ние имаме одредено поместување. Збориме за некои програми, за некои си 500-600 километри патишта. Ние веќе за овие години направивме одредена километража на патишта и продолжуваме во тој правец како држава збор. Место
да се фалат тие работи и за едно копле, макар во идеи, да се развива Македонија во тој правец, ние имаме целокупно малтретирање на јавноста преку нивните медиуми со негативна енергија. Значи, почнувајќи дека ќе нема плати, ќе нема пензии, и ова го слушаме веќе неколку години. Интересна работа, све нема, а све си тече редовно. Така да самото тоа веќе обичниот човек и граѓанин, и јас сметам во тие, веќе научи да распознава што е што. Така да во тој дел таа деструкција може би влече идеолошки корени од бившите комунисти, бидејќи они како идеолошки наследници викаат дека се они. Така да и во тоа време, нели, се рушеа пруги. Тоа беше врв на деструктивност, меѓутоа се прикажуваше како победа. Дали рушењето е победа, не знам. По мене, по моје длабоко убедување, не. Доктор Јакимовски, ни беше чест што денеска бевте мој соговорник. Ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостин во некоја друга прилика. Секако, јас сум ви на располагање, меѓутоа во делот на промоцијата на позитивните идеи, позитивната енергија, а секако решението ќе го најдеме сите заеднички како Република Македонија и се надевам, оптимиста сум дека и понатаму ќе чекориме во тој правец. Честни, почитувани, Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. Денеска е 14 декември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Бидете ми здрави, живи, среќни, весели и сакајте ја својата земја. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог при слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.